Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, еви оваа година на самиот почеток од новата граѓанска година, Господ Христос, нашиот Бог и Спасител, благослови да се собериме во ова тивка ног, да принесиме молитви за сите наши браќа кои што веруваат во успехот на најлудата ноќ во годината, во која што се подготвени целосно потопени во алкохол, дрога и блуд, да ја прослават што туку почнатата нова година, губејќи го разумот и целите себе си. Ние денеска во оваа ноќ се собравме не со намера да ги осудиме, туку да се молиме Богу за нивно спасение, да испросиме од Бога грижа за сите наши браќа и сестри во оваа ноќ, да ги чува во благоразумие и во покаяние, бидејќи прогнозата на сите упатени во политичкиот живот на оваа Богом благословена планета, која што е центарот на севкупниот од Бога создаден свет, само затоа што во неј на земјава живее човекот и ниту на едно друго место освен на оваа планета Земја. И оваа земја е центарот на севкупниот постоечки свет. Повторно ќе кажам, зарад човекот, зашто се што постои, се што очите наши го гледаат и се она што очите наши не го гледаат, а го има, постои зарад човекот. Бога се создаде зарад нас луѓето и нас луѓето не направи одговорни за се она што постои. Зашто онака како што Господ светот создаден го стави во рацете наши, од рацете наши ќе го побара разубавен и спасен, а не упропастен и уништен. Зошто не дојдовме да осудиме, туку да испросиме благоразумие и спасение за сите браќа и сестри наши кои што токму во овој ден се може би предалеку од својот Бог, животодавец и спаси. Дојдовме затоа што сме свесни за тоа дека ништо не е целосно пропаднато, колку и да е во процес на распаѓање. И дека се по силата Божја и по љубовта Божја, а по нашата љубов, од љубовта Божја заквасена и осмислена може да се прероди, да се спаси, онака како што житието на денеславениот свет маченик римски Бонифаци ни дава до знаење дека може. И најпаднатиот човек на планетава Земја може да биде спасен по љубовта на сите што го окружува, по љубовта на светоста
и на луѓето од светоста, проникнати, осветени и преобразени, пораснати или растени по мерата од растот на височината Христов. Денешниот свети Бонифаци е символ за таа можна преобразба на личноста на човекот. Тој бил човек, незнабожец, целосно предаден на страстите, слуга на најозлогласената проститутка во Рим, Аглаида. Тој и служел нејзи, а таа упропастувала неброени човечки животи. Со убавината што Бог и ја дал да спасува, таа заведувала и упропастувала. А Бонифација и служел и помагал во тие убиствени процеси врз другите личности што и приоѓале, не имајќи добра намера, целите освоени и поразени од страстите своји. Еднаш таа точува дека добро е да се има и мошти на светите. И таа посакала да ги има не затоа што верува во светоста на светите, туку затоа што и светите ги третирала како фетиш, како кумир, како едни од неброените божества на римската теогонија. И во таа функција го ставила и животот на незиниот слуга Бонифаци. Му обезбедила услови и друштво од слуги незини направено да отидат во христијанските земји и таму да и набават мошти на светите. Пред да си замине, свети Бонифаци, иако не христијанин и блудник, како и неговата господарка, ветил дека ќе ја исполни нејзината желба, но доколку не успее да набави свети мошти, дали таа е подготвена него осветениот да го прими назад. Овие зборови на свети Бонифаци таа ги примила со подсмев, бидејќи не сметала дека каква годе вистина е содржана во тој повик или понуда на незиниот слуга. И така би тој отишол во светите христијански земји во потрага по свети мошти и таму станал сведок на невидени прогонства и измачувања на христијаните. Обезглавени тела, отсечени раце или нозе, прободени со копија, обесени по дрвјата. Свети маченици на најразлични можни начини прогонети и убивани од безбожните власти. И откако сето тоа свети Бонифаци го видел со своите очи, како сведок на едно измачување на прекрасни христијани и самиот изјавил дека е христијанин и станал жртва на прогонителите на Христа Господа.
онака како што во денешното свето Евангелие чувме, ќе ве убиваат мислејќи дека на Бога му служат. Ќе ве истеруваат од синагогите. Тие времиња биле, некогаш ги имаше и во векот што измина, и ќе ги има, се разбира, и таа стварност не треба да се бега, бидејќи црквата Господња е вистинска црква само тогаш кога е распната црква. Кога како тело на живиот Бог е распната заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, и заради спасението на светот во кој што луѓето живеат. Црквата не знае и не сака да знае за комфорт. Лажната црква, која што го посакува комфорот и удобноста, не сака да виси на крст. Таа сака да биде симната, ослободена од маченичкиот етос на христијаните. А тогаш кога на црквата ќе се одземе етосот на мачениците, таа престанува да биде тоа за што Бог ја создал. Некои идеологии кои што и самите сме ги живееле, знаејќи го тоа, се трудеа етосот на мачеништво да ни го одземат и да ни ги понудат сите потреби за еден лагоден, лесен и безгрижен живот. Бидејќи крвта на мачениците, вели еден христијански философ од 3 век, станува семе за нови христијани. И времињата што сега ги живееме, ни докажуваат и ни покажуваат дека Светата Црква Божја е распната црква, дека е вистинска црква Божја и дека етосот маченички, главниот украс нејзин, е главна карактеристика нејзина и во ова наше време. И токму тој ќе станува се поактуелен во времињата што ни доаѓаат. Особено оваа година, која што со овој ден денешен започнува. Зборувам за календарската нова година. Воопшто нема да биде едноставна и проста. За оние кои што од Бога се откажале, во името на комфорот, во името на лесниот живот. А за оние кои што за Христа Господа знаат и не сакат да знаат за живот без Него и надвор од Него, какви неприлики да не снајдат, ќе ги примат со радост и ќе ги поднесат Христа ради, без роптање, без да обвинуваат некого. И нивната жртва ќе стане залог за вечните перспективи на човекот и на светот. Две прекрасни, бесценно скапи творби на рацете Господни. Во таа смисла да му бидеме достојни на Христа Господа, нашиот Создател, животодавец и Спасител, со ништо да не го посрамиме и да покажеме дека оној што посега по нашите животи заборава дека животот е несмртен. Од Бога е создаден за вечност, неуништлив,
дар Божи. И дека со гробот ништо не се завршува, туку со него се почнува. Амин.